Повторно добар ден од мене, од студиото резервирано за Аргумент Плюс, како што најави во дневникот мој соговорник Никола Поповски, еден од поранишните министри за финансии. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Поповски, мал брифинг направив пред да почнеме некоја минута со емисијава. Денес имаше седница на извршен комитет на Народна банка и практично тие вообичаено нели праќаат соопштение за показателите со стојбите. И ова практично беше прва седница на овој извршен комитет од назначувањето, официјалното преземање на функцијата на новиот гувернер Трајко Славески. Сумирано тоа соопштение, нема промена во монетарната политика, односно во сегашните позиции на каматите и останатите инструменти со кои располага Народната банка. Значи, актуелниот гувернер, барем за сега, ја продолжува политиката на неговата претходничка Бешовска. Дали правилно вака го читаме соопштението? Па да. Каматните стапки на сите агрегати остануваат исти, и на задолжителните резерви, денарски и на странска валута, на благајничките записи како основна каматна стапка. Нивото на благајничките записи останува исто на 10 милиарди, што значи дека сега нема промени во тој дел, што го кажавте. Добро. Има многу надлежности Народна банка. Сега зборуваме за една како од курси, неколкуте како политика, значајна надлежност на извршниот комитет. За појаснување на гледачите, извршниот комитет според последните измени од пред година и нешто во собранието што се случија, го сочинуваат гувернерот и вице-гувернерите тројца. Претходно имаше комитет за монетарна политика во кој имаше и членови од Советот, сега се само гувернерот и вице-гувернерите, што ништо не значи, само објаснувам. Да, како структура кои се. И да, они сега одлучија да ја задржат постојната каматна стапка и тие инструменти за кои зборуваме на монетарната политика, еднаш месечно отприлика заседаваат, така што сега останува тоа. Се очекуваше ова соопштение, бидејќи имаше различни информации дека новиот гувернер можеби ќе посегне по некои промени во монетарната политика, но веројатно премногу е рано зборуваме. Ова е некој континуитет, пак ќе речам, ова е нели прва седница по назначување на Славески. Ние сме врзани со следење на, зборувам, државата и Народна банка и нашата економија, со каматните стапки на институциите кои се битни за нас со оглед на тоа дека ние сме се уште врзани со еврото, како фиксен девизен курс на денарот. ЕЦБ, Европската централна банка, која ги координира или е монетарна институција на земјите што го имаат еврото, тоа се веќе 22-3, одлучи да ги намали пред една недела или десетина дена, но нашата Народна банка се уште е предпазлива. И јас поддржувам лично таква, иако сум член на Советот, сега да не ме сватите погрешно, не настапувам независно во оваа смисла. Да, внимавате се пак на зборовите, да. Мислам дека е мудра одлука на извршниот комитет, затоа што последната мајска инфлација и првите 5 месеци мајската се уште не покажува некакви знаци на олабавување, за да може да се намали релативната затегнатост на монетарната политика и треба да бидеме предпазливи. И сега сакам како втора поента од тоа соопштение, нели? Првата е континуитетот на досегашните политики, и ако велите Европската централна банка последниот пат направи надолна корекција, нели, на каматите. Кај нас инфлацијата во мај од 3,3%, мислам дека беше, 3,3%, мај, е нотирана и забележана од раководството на Народната банка и се вели дека се следи внимателно и дека оваа стапка е нешто повисока од очекувањата и претходните нели прогнози и проценки. Имаме ли, Поповски, реална причина за загриженост? Ова е мајска нели стапка. Ја зборуваме, претходно имавме дури и минус, мислам, во одреден период од почетокот на годинава кај инфлацијата, таман мислевме малку некоја стабилизација, некое нели ставање во некоја нормала, а она што во бројките како е некој аларм за граѓаните 4,1%, мислам дека е мај-април кај храната само,
тоа најмногу нели не интересира. Имаме ли причина да сме загрижени? Еве и Народната банка ги користи зборовите внимателно и предпазливо. Немаме причина да сме загрижени, затоа што инфлацијата, конкретните бројки се 3,5 годишната и 3,7 просечната годишна. Да не објаснуваме сега, немаме време што е разликата меѓу тие две, но тоа е тоа. 3,5, 3,7, многу се блиску. Немаме причина за загриженост, но причина за предпазливост имаме и како голема да биде. Значи, мора се продолжи многу внимателно и не само монетарната политика, туку и фискалната политика, многу внимателно да продолжи со тоа што го викаме дефицити, експанзионистичка потрошувачка, експанзионистичка фискална политика, која кај нас е релативно експанзиона се уште, има дефицити 3-4% и така натаму. Народната банка го компензира сега за сега тоа со овие каматни стапки повисоки што ги рековте, со одржување на релативно високо ниво на девизните резерви. Но тоа има цена. Контекст има цена, сакам да речам, тоа е затегната монетарна политика кога во Европа имаме олабавување, така. Да, кога мора се бира, мора да се остане на монетарната страна многу по-предпадлив, да ги абсорбира и до некаде да ги компензира ефектите од фискална страна. Новиот гувернер со нова, мислам не е нова, више година и нешто, министерка најавија посериозна дневна координација на двете политики. Да се надеваме сите дека тоа ќе биде така, но координацијата да биде во насока на стабилност, не во насока на продлабочување на овие јазови фискални и монетарни. Јас сум оптимист, но оптимист доколку се остане предпазлив со монетарната политика и по мое мислење, лично зборувам сега, фискалната политика веќе нема сила за олабавување, односно за затегнување или за држање. Таа во најава е големо олабавување на фискалната политика, мислам, овие задолжувања што се најавени во странство, се голема најава за големо, многу сериозно олабавување и тука веројатно ќе треба сите во Македонија многу внимателно, особено овие институции што вие ги спомнувате, пред се Народната банка, па и Министерството за финансии, се надевам и другите институции независни, фискален совет имаме веќе една година нешто, многу внимателно да следиме што ќе се случува на олабавувањето на фискалната страна, зашто овие инвестиции што се најавуваат, тоа се инвестиции во јавна инфраструктура, се сите дефицитни, значи целосно. Во контекст на ова, дека тие ќе предизвикуваат зголемување на потрошувачката, зголемување на дефицитите во буџетот и зголемување на јавниот долг. Тоа е доволен знак да монетарната, како што прочитавте, предпазливо и внимателно и дури многу, ја би рекол, многу попредпазливо и многу повнимателно да продолжи во иднина. Сакам неколку вака пократки поинти. Вие вака искористивте конструкција најавија министерката и гувернерот, дури и координација на дневно ниво, што е нели очекувано и добродојдено соработка. Но ние, една од првите изјави на професорот Славевски, сега гувернер, беше 3 цели нели на Народната банка, ценовна стабилност, да се држи инфлацијата под контрола и поддршка на владините политики. Беше толкувано дали оваа изјава до таа крајност се коментираше, се коси со уставот кој обезбедува независност на гувернерот и на Народната банка, дека напротив треба таа монетарна политика целосно да биде деполитизирана од нели извршната власт, од креаторите на макроекономските, на фискалните политики. Не да биде деполитизирана, самиот збор монетарна политика кажува дека се води политика во таа институција. Но да биде од нивната независна од другите делови на извршната власт. Пошто Народната банка спаѓа во извршната власт, нели? Од другите делови особено се мисли на владата. Нашиот колега, во овој случај гувернер на Народната банка, многу добро го знае тоа, уверен сум дека добро го знае, долго го познавам уште од студентски денови. Таа изјава, јас на почеток мислам дека беше така срочена владините, подобро да ја сватиме во насока на економскиот развој на Македонија. Во таа насока. Да, разбирам. Иначе, слепо следење на владините политики, па и ова првото соопштение сега што го читавте, не е така. Значи, останува затегната малце монетарната политика, што не упатува на тоа што го кажат тогаш. Мислам дека
треба да го сватиме во таа. Не сакам да го толкувам. Прво, јас сум член на Советот, не председател на Советот, колеги сме. Заедно носиме одговорноста, он многу повеќе, но мислам дека треба да сватиме поддршка во смисол за еден економски раст и развој на Македонија, но пред се првите две. Значи, во нашиот устав и во нашите закони не го пишува третото, тоа го пишува во американскиот устав. Ценовната стабилност и нивото на вработеноста високо во Америка, што ако е висока вработеност, економскиот развој се поддржува. Кај нас тоа не го пишува и Народната банка има мандат да се координира со извршната власт во владата на Република Македонија, особено економските ресори и пред се Министерство за финансии, при креирањето на идниот раст, да не дојде до дестабилизација на анкерите кои за нас се многу битни. Тоа е ценовната стабилност, ниска инфлација и во нашиот случај дополнително финансиската стабилност на економијата, пошто и тоа ни и изведено преку ова уште и курсот на денарот. Зашто ние сме се врзале со него и не верувам дека во Македонија една од неколкуте фиксни работи што ги имаме е дека до сега никој не се осудил тоа да го предизвика. И верувам така ќе остане. Добро. Поповски, треба многу внимателни да бидеме со... Сакам да речам, постојано го еве и вие го искористивте зборот внимателност и искористивте и експанзивната јавна, како да кажам, фискална политика. Таа не е многу експанзивна, но најавата што се случи со тој договор што се ратификува во Собранието. Британскиот ами пари во уште од унгарскиот не се операционализирани, не се пуштени се уште во оптек некој и на нив чекаме и тие се уште себе по општините, уште се чека да почне тој замав. Прашањето ми беше да не ни се случи, еве ја спомнавте Европска централна банка, таму се намалуваат каматите, по дефолт тоа значи дека банките треба да ги следат сигналите за пониски камати, по пристапни кредити, за поголем развој. Во Европска унија, во еврозоната и инфлацијата е малку пониска од нашава, што е 3,5 и 3,7, што значи дека таму има услови за малку пониска. Да, ама дозволите ми таа корелација да направам, да не ни се случи на нас сега предизборно да се истурат пари една експанзивна политика што ја велите, а Народната банка по секоја цена да ја затегнува монетарната политика за да може нели да ја одржи таа стабилност. И во можеби некои неприродни услови кога еве инфлацијата во европски рамки се намалува, каматите паѓаат, кај нас да се случи едно малку поинакво сценарио во име нели на некои повисоки политички цели. Значи, затоа на почетокот истото и вие што го кажавте и јас го потврдувам дека предпазливоста мора да се дигне на многу високо ниво сега. Значи, задолжување кое ни следи од околу 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра, за нашите гледачи е полесно да ги претвориме во евра, тоа е точно околу 6 милиарди евра, не е шала. Тоа нема да се случи преку ноќ. Тие кредити ќе се повлекуваат како што проектите ќе се реализираат, но далеку од тоа дека ќе се влечкаат десетина години. Тие ќе се повлекуваат во наредниве 2, 3, 4, 5 години и тоа се огромни средства. Тие сега не можам да сум сигурен дека ќе разговараме нешто што сите гледачи ќе не разберат, но тие може да предизвикаат во Македонија едно огромно креирање на парична маса на денарска страна, зависни каде ќе се насочуваат набавките за изградба. Ако се насочуваат во домашни предпријатија, плати, тие начинот на креирање на парична маса на Народната банка во Македонија веќе 30 и нешто години е преку девизниот пазар. Кога продаваме и купуваме девизи на девизниот пазар секојдневно на Народната банка. Кога купуваме девизи, ние емитуваме денари и обратно. И тоа е главниот механизам. Што значи дека овие 6 милиарди кои ќе се реализираат во Македонија, нешто ќе оди за увоз. Значи, вие, ако купувате машини или не знам, возови, но тоа што ќе остане во Македонија, ќе биде голем предизвик за Народната банка, тоа повлекување како да го, ајде да кажеме тој употреблив збор за јавноста, стерилизира. Стерилизацијата е со релативно рестриктивна монетарна политика, што ќе значи повисоки каматни стапки и така натаму. И затоа од сега натаму, одговорноста на координацијата на монетарната и фискалната политика, кога веќе фискалната политика или владата, да речеме, отиде со овој чекор, тој помина, допрва ќе се задолжуваат кредитите еден по еден за проекти, но договорот се ратификува веќе, ќе биде многу предпазливо. Ако дозволите да со најдобри намери да илустрирам што ќе се случи со Македонија во врска со долгот. Добро.
Иако владата вела дека е под контрола и дека ние во моментов имаме процес на задлужување, но и процес на враќање на еврообврзници доспеани, државата тековно има измерено, сите држави во светот кога доаѓа доспевање на стариот долг, особено надворешен, него го компензираат со ново задлужување. Само продолжувате да исплаќате со некоја различна каматна стапка. Во нашиот случај веројатно ќе бидат повисоки, пошто на светскиот пазар се повисоки. И ќе продолжиме со повисоко ниво да го сервисираме и домашниот, а уште повеќе странскиот долг. Но овој удар, да речеме, со странскиот долг, за да не импровизирам, само ќе погледнам неколку бројки, да сум попрецизен. Во овој момент, односно зборуваме со првиот квартал, ги користам нарочно податоците од Министерство за финансии. Имаме и понови од Народна банка, но финансии, зашто се тие што се задолжува. Не, затоа што Министерство за финансии ќе се задолжува. Долгот на Македонија е 9,6 милиарди евра. Сегашниот долг, и тоа е некаде под, според нивните податоци, нешто под 60%. Но во последниот податок надворешниот долг од овие 9,6 е скоро 6, а внатрешниот е 3, нешто. Или во проценти 61,2% од нашиот вкупен долг е надворешен. Сега да се задржиме на надворешниот. Значи, од нашите 9,6 милиарди, од прилика 6 милиарди се надворешен долг. Најчесто во евро, нешто од тоа е во специјални права, во евра, збориме во евра. Значи, на ние на 6 милиарди надворешен долг, што е кумулиран и теоретски и практично од 2 август 1944, кога е основана Македонија, тој е долг кумулиран. Така се зголемувал, се намалувал, сме го отплаќале, но го должиме, од тогаш го должиме. Доколку сме го правеле во некои години, така. Сега ќе се зголеми, тие 6, за 2-3 години ќе се зголемат уште за нови 6. Тоа е удар од 100%. Затоа ви кажувам дека предпазливоста и загриженоста се различни категории, значи треба малку да сме загрижени, не премногу, но треба да сме многу предпазливи. Од сега натаму, со ваква одлука на извршната и на законодавната власт, мислам, од сега натаму веќе да се изразам со народен збор, нема играчки. Но Поповски, ние се изолирано ги анализираме тие 6 милиарди, иако ги абстрахиравме тие 500 милиони евра, кои се уште повторно ќе ги споменам, 250 милиони комерцијално преку банките, 250 милиони, се уште не сме ги виделе активно на локално ниво во општините. Некои се повлечени, некои не се. Но големиот дел од сумата се уште пасивна зборувам, се уште не е почнат процесот. Тие сега небитни во однос на овие 6 милиарди. Значи, клучот е што задолженоста јавниот долг на Македонија во моментов ќе се дуплира. Преку ноќ. Не преку ноќ, за 2-3 години. Ама чекайте, Поповски, ако вака ние настапиме, например, на министер за финансии или на премиери, ќе ни рече да, точно, но во меѓувреме овие пари ќе испорачаат додадена вредност, ќе порасне економијата, значи тие пари ќе се свртат, ќе направа додадена вредност, економијата ќе биде посилна, да го отплаќа, значи ние сега го гледаме само како фактографија 6 милиарди и тие веднаш одат негативно салдо во дефицит или во јавен долг. Така, сега, знаете, ние не разговараме за природни науки, физика, хемија, каде што структурата на молекулата на водата е 2H и 1O, и тоа е тоа. Овде разговараме за опции. Економијата е однесувањето на луѓето во економијата. Сега има и таква опција, има и друга опција. Ма веројатно се подпираат на таквата опција. Тоа е логиката некоја, не може на друга времето. Опција да биде освен таа. Ќе покаже времето. Јас не сакам сега да наддавам и да се објаснувам, но добро е што кај нас обично не е така. По 3-4 години, 5, да се знае кој што кажал или кој што мислил во 2025. И тие што рекле дека БДП со 100% зголемување на јавниот долг кон странство, ќе се зголеми 50% или 60%, па лесно ќе го отплаќаме. И тие што викаат дека треба да сме многу предпазливи. Например, јас од професионални причини ги следам колегите овие 2 месеци во јавните настапи. Колеги, зборувам искусни економисти, професори по економија и така натаму. Има
едногласна поддршка, бар во јавноста. Имаше 2-3 што оставија мала сомнеш. Добро, секој си ја носи својата одговорност за тоа што го поддржува и што го кажува. Значи, странскиот долг на Македонија многу брзо ќе стане 10 до 12 милиарди. Со овие 6 и дополнителни 6. Домашниот е уште 3-4, 15-16 милиарди, тоа е 100% од БДП. Дали можеме БДП 100% да? Да, значи брзо ќе стане 100%. БДП нас ни оди, знаеме со кој 1, 2, 3, некогаш така натаму. И што е најстрашно многу малку зависи од однесувањето на Македонија. Ке падне германскиот пазар или економија, побарувачката за извозните наши производи ке падне и нашиот БДП ке падне. Значи, треба да сме многу предпазливи што ќе се случува, зашто ние со 60% влегуваме во зоната на високо задолжени, критично задолжени земји. Не по мене, по сите економски теории и по сите стандардизации на Светска банка, на Европска унија и на другите. Има држави што се високо развиени и може да го поднесат тоа, има и држави што се со среден доход као нас, или као Хрватска и Грција пред 10-15 години, тешко ќе го издржат. Тешко, значи, се најде Европската унија затоа кажувам ги дека излече, мора да значи, сме тоа е многу многу внимателни. Да. И добро е во општеството да има дебата за тоа. Мене ми е криво што нема дебата сега за ова. Има политичка дебата. Таа, јас не навлегувам во неа. Јас експертска дебата нема. Некои вака изолирани и претежно е поддршка. Добро. Знаете, во теоријата има, сега немаме време за тоа, една рикардијанска еквиваленција се вика. Уште од 1813 година од Рикардо напишана. Што ќе се случи кога државата брзо се задолжува? Луѓето се свесни дека враќањето на идните долгови ќе биде со зголемени даноци и почнуваат да штедат зашто нивните поколенија ќе треба да ги враќаат долговите. Не го кажувам јас ова, тоа сите го предавам. Како теорија, да. Сега, второ прашање е, со која стапка ние го плаќаме надворешниот долг? Пошто надворешниот долг никој не го отплаќа. Туку секогаш кога ви доспева една рата, издавате нова обврзница, ја плаќате и продолжувате си ја плаќате новата. Ако нашиот долг стане 100% од бруто домашниот производ, 5-16 милиарди, пошто видите сега во иднина ќе расте економијата со 2-3%, да речеме, во ред. Но и дефицитите надвор од инфраструктурниве проекти ќе ни останат, зашто ние имаме структурен дефицит. Ние имаме структурен, ние немаме доволно пари во нашите даноци за да покриеме се што имаме. Основните функции на државата, субвенции, се тие, да. Функционирање на економијата на... Значи, тие 2-3% структурен дефицит ќе ни останат, тие ќе го компензираат растот. Овие ќе останат нето. Јас се плашам за тоа. Сега, ако поставиме прашање едно логично, колку е каматата годишно што ќе ја плаќаме на долг од 100% од БДП, во моментов 5-16 милиарди долари, евра. Ако е 5%, просечната камата ја говориме сега. Да, вкупно на надворешниот и на домашниот долг. Така, ако плаќаме, да речеме, 10% од 15 милиарди е милиарда и пол, така. 5% е 750 милиони камата. Значи, само ги отплаќате долговите и камата 750 милиони годишно ќе дојде брзо, откако ќе го затвориме тоа со 6. 750 милиони во моментов е 5% од БДП. Знаете каков товар е тоа? Кај нас, например, во буџетот на Македонија, во македонското општество, јавното образование ни е пониско од околу 4% од БДП. Одбраната ни е 2% од БДП. Сега нашиот министер за одбрана на тој состанокот во Брисел тој прифати што ќе биде внатре, не знам колку имам. Одбраната да ја дигнеме од 2 на 5. Тоа се уште 3% од БДП. Само по овие основи ние имаме 8% од БДП дополнителни трошици во идниве години, а вкупната јавна потрошувачка ни е неполни 38%. Поповски, знаете како удар е тоа? Како ве слушаат вака гледачите, ќе речат, ништо оптимистичко не препознавме во сегашните нови најави, бидејќи од друга страна ние зборуваме за суми, ама суми кои според најавите треба да се вложат. Да имаме брза железница, еве се разговара дали и со нови 2 траси, трета да биде постоечката, дали како тоа треба да изгледа 2 милиарди евра, нели сега немаме ни железница. Зборуваме за Чебрен, Галиште, енергетски проекти кои
нели треба да донесат некој развој на економијата што ќе го почувствуваат, нели генерациите што ќе дојдат. Во економските После модели нас. долгот и дефицитот се категории статистички, прецизни. А растот е резидуа. Може, ќе се случи, нема да се случи, ќе видиме како ќе се случи. Значи, ова ќе биде сигурно што го зборуваме. Добро, ама ако не се ризикува како нешто ќе се испорача, еве нашиот капацитет за затоа ни машина треба дебата економијата. многу внимателна и затоа сега се вратам на почеток зашто ова го објаснувам. Ни треба многу голема внимателност. Знаете, едно е да разговараме за 1, 2, 3% од БДП, а друго е да разговараме, еве сега разговарав јас, за каматни стапки од 5% од БДП годишно да ги плаќаме од 700-800. Второ, што ако се зголеми за 1% каматната стапка за Македонија, кој ќе почнеме сега да се должуваме? Од 5 на 5,5 или на 6, или од 4,5 на 5,5. Добро, ова малку звучи, но ако претворено во милионски Што? суми и годишни рати, тоа е прилично значи, многу, да. Нема играчка веќе, затоа викам, од сега натаму нема играчка. Поповски, бидејќи сме при крај на Само разговорот, само да ви дадам еден пример. Двете рейтинг агенции, највлијателни во светот, Moody's и Standard & Poor's, го спуштија кредитниот рейтинг на Америка од AAA на AA. Тоа е спуштање за 2-3 нивоа. Не е едно ниво. Зашто од ААА прво имате AAA минус, така? Добро. Па после имате АА плюс, па АА стабилен, па АА минус, значи Македонија има ББ со задолжено до 100%, со дефицити кои на сите страни се јавуваат. Што ако ни го спуштат нас од ББ на Б? Тоа автоматски за сите инвеститори ќе значи сигнал дека сега каматните стапки растат уште за 1%. А до сега успеавме да го одржиме и задржиме тој Од кредитен воведувањето од рейтинг. 2004 Да. тој ни е ББ плюс, сега малку се намали на ББ. Добро, но ни сите кризи што ги поминавме, нели, Но ако не спуштат на редовни и ББ, вонредни, а може да ни речат, па вие имате договори кои ќе ве доближат на 100% од БДП задолжено. Знаете што е 100%? Мислам, ја не знам дали сме ние свесни за што разговараме. Видете, пробав јас и преку бизнес заедниците и преку Значи имаме многу останатите ваши ризици, колеги економисти. имаме многу ризици што ги отвори фискалната власт. Да. И за тоа справување нема веќе, ќе повторам, играчка. Многу сме на крај на разговорот, ве молам кратко за капиталните инвестиции за 5 месеци 22%. Ваква слушаме конструкција од Министерството за финансии, дека ова е реална реализација, бидејќи претходната влада само административно ги пумпала овие јавни инвестиции, капитални расходи, како да ги кажам, и дека ова е реално остварување без да се фингираат или администрираат податоците. Но вака кога ќе видам јас на табелата, горе се стојат 767 милиони евра, од нив реализација 22% за 5 месеци. Некако не ја сватив таа корелација реално остварување. Чим се впишани математички, значи тие се реални некои инвестиции. Тие не се на пресметковна, туку се на готовинска основа, значи толку се исплатени. Односно од буџетот се платени на добавувачите на јавните инвестиции 22%. И обично јавните инвестиции обично доцнати се најинтензивни во вторите 6 месеци, односно во последниот квартал од годината. Ја не сум забележала за ваков пресек волку ниско ниво. Затоа што обично се јавни набавки, па долги процедури за јавни набавки, на крај се вршат исплатите. Ова е ниско ниво за 5 месеци, владата треба да види зошто тоа се случува, но во јавноста постои една фама, ајде да речеме една илузија, која се подхранува најчесто од политичарите, дека зборот инвестиции јавни значи дека ќе имаме поврат. Не, јавните инвестиции најчесто немаат никогаш директен, имаат многу мал индиректен, а најчесто имаат индиректен поврат врз тоа, не инвестиција во фирма која има 100 машини за шиење кошули и сега има инвестиција од 20, 120 и за 3 месеци приходот е поголем, пошто сега шиете 20% повеќе. Не е така. Видете, јавна инвестиција е купување на компјутер во средно училиште. Јавна инвестиција е купување на намештај во Министерство за земјоделие. Јавна инвестиција е купување на СЕВО од опремата на Министерство за одбрана.
култура, да не набројуваме. Дури и тие инвестиции што мислиме дека се продуктивни, тие се продуктивни на долг рок, но не очекувате на краток и на среден рок во идните 5-10 години само отплата ќе имате. Еве, например, сега се фалиме, ќе градиме 3 болници и ќе го зголемеле БДП. Како ќе го зголемат, а не така? Ќе изградите болница од 50 милиони евра во градот XX, да не наведувам каде, и таа болница ќе треба да ја враќате во идните 10 години по 5 милиони, а самата болница секоја година ќе бара уште 3 милиони за плати, за Поповски ќе ја градат компании, ќе се делат плати кои што ќе бидат вработени, ќе земаат плати кои што ќе завршат во економијата. Не значи пак е тоа циклус некој. Зборуваме за сметката на јавните финансии. Значи вие ќе ги враќате долговите и плюс ќе имате трошоци за болницата. Таа доход не создава, доходот е само оданочување на граѓаните. Фондот за здравство собира средства од придонесот за здравство. Само од таму може да се вратат парите. Што значи компанијата ќе има пари, ќе плати малце поише даноци, но не очекувате брзи ефекти. Значи не ние сме се изгореле 100 пати Македонија за 35 години. Не 35, 135 пати сме се изгореле на оваа филозофија. Се изгорела Грција. Се изгради, пристаништа, автопатишта, аеродроми и банкротира. И уште градат. Хрватска исто. Дури Европска унија на истиот принцип стигна на 98% јавен долг. Да, мора да завршуваме. Навистина на крај исчерпуваме. Затоа мора да сме многу предпазливи. Само сакам и вие како соопштението на Народната банка да ве прашам, Совет на Народна банка, нешто имавте состанок некој со гувернерот, се видовте? Како е планот? Совет на Народна банка има редовни интервали на заседавања, од прилика на 30 дена, но не мора да е точно, некогаш на 20, некогаш на 40, но 13 пати, 14 пати годишно. Сега во четврток имаме прва седница со новиот гувернер. Со новиот гувернер, да се види. Мислам, денес е... Среда е веројатно за утре. И мислите ли следниот? Идната недела, идниот четврток. На 19 е закажан совет, да. Никола Поповски, ви благодарам за овој разговор. Морам да бидам искрен пред вас. Ни дека не се прашани економистите, ни дека не е прашана бизнес заедницата во однос и на досегашното задолжување од унгарскиот кредит, кое што се уште има многу непознати и чекаме одговори, особено за британскиот кредит, дека немаше јавна дебата, не знаеме што значи зборот најповолни камати досега, не знаеме во однос на што најповолни, не го знаеме нивото, но се забележува една воздржаност. Дозволете да кажам една реченица. Сакам да поинтирам дека се забележува воздржаност. Во овој случај не се работи за каматните стапки. Можеме ние нема да бидат ниски, тие се врзани со Либор колку што слушнав, така што ќе бидат пазарни. Либор плюс 1%, ако ни падне рейтингот пониско, дури и повеќе. Не се работи за каматните стапки. Се работи за 6 милиарди. Тие ќе се враќаат. Значи треба се вратат 6 милиарди. И со 1% камата, заедно со нив и со 1% камата се многу. Значи Да, ве сваќам што сакате да кажете, мене ми беше поентата дека тргнавме од тоа најелементарно што го коментираме, што значи тоа најприфатлива каматна стапка, до многу останати непознати за овој дел од економскиот договор, но поентата ми беше дека ваши колеги, бизнес заедница, засега не препознаваат ништо сериозно кое треба да биде ставено на маса за разговор, за дебатирање, и ние не можеме тука ништо... Еве ќе повторам, јас внимателно слушам и гледам голема екзалтираност и поддршка за сето ова од многу мои колеги, секој со својата одговорност и секој со своето мислење. Контекстот беше дека сепак за ваква голема сума, за овој обем на пари, можеби навистина требаше некоја поголема јавна дебата, општествена дебата, но ајде да видиме, затоа се вели влада, незини политики, и позитивното и негативното ќе се прокнижи на власта која и да е. Никола Поповски, ви благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата. Почитувани, овде завршува овој информативен појас. Со мене, пријатно.